По вчерашните избори за студентски лидер на Универзитетот Кирил и Методи, со 3851 освоен глас е избран Давор Поповски од Финки. На изборите гласале вкупно 5264 студенти, а неговиот против кандидат Стефан Василевски од Медицинскиот факултет освоил 1275 гласови. Во соопштението на студентскиот парламент се вели дека изборниот процес се одвиваше во фер и демократска атмосфера, каде што можност имаа студентите да го дадат својот глас и достојно да го изберат својот нов лидер. Во текот на изборот имаше тенденции за скандализирање на изборот од страна на студентскиот пленум, кој е политички мотивиран, да направат упат во гласањето и да ги спречат студентите да го искажат своето демократско право на глас, што беше директен атак на слободата на студентското изразување. Студентскиот парламент смета дека членови на студентскиот пленум насилно се однесувале за време на изнесувањето на гласачките кутии од правниот факултет, за време на пребројувањето на гласовите и за време на внесувањето на последните кутии во просториите на студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ваквиот начин на однесување сметаме дека не доликува на академски граѓани и на студенти кои треба да бидат авангарда и носители на иднината на нашата држава. Политички мотивираните насилни однесувања се одлика на оние кои сакаат да го уништат студентското движење, соопшти Спукам. Инаку во текот на вчерашниот ден неизвестно беше дали студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје ќе изберат нов студентски лидер. Тензична атмосфера владееше на правниот, економскиот и филозофскиот факултет, каде представници на студентскиот пленум го попречуваа гласањето со обвинување дека не се исполнети основните услови за гласање, односно на гласачките липчиња немало печат, немало параван за гласање и немало избирачки список. Студентската правобранителка апелираше до пленумците да им дозволат на студентите да гласаат за свој иден лидер и дека ако имаат некакви забелешки на процесот да испратат представка до неа. Изборите за студентски лидер кои поминаа во тензична атмосфера завршија со интервенција на полицијата. На крај пред седиштето на Спукам реагираше единицата за брзо распоредување. Инаку студентскиот пленум најави протест за вечерва во 19 часот пред зградата на студентскиот парламент, со кој ќе се побара да се поништат изборите за председател, а воедно ќе се побара и одговорност од Министерството за внатрешни работи, поради како што велат неоправданото насилство врз нивни членови за време на вчерашната блокада.